Почитувани, денеска ја почнуваме изборната кампања за локалните избори 2017 година. Ја почнуваме овде од општина Аеродром. Тука со мене е носителот на советничката листа на градот Скопје, господинот Кристијан Мицковски, и двајца советници од советничката листа на Советот на градот Скопје, како и кандидатот за градоначалник и актуелен градоначалник на општина Аеродром, господинот Ивица Коневски. Би сакал да кажам дека главна тема и главна моја заложба во идниот период ќе биде здравјето на граѓаните, тоест граѓаните, нивното здравје во наредниот 4-годишен период. За таа цел ќе работиме на проекти кои ќе значат заштитата на животната средина, амбиенталниот воздух, а со тоа сметиме дека една од мерките за заштитата на здравјето на граѓаните на градот Скопје. Би сакал да потенцирам дека исто така во изминатите 4 години или 8 години интензивно работевме и посветено на подигањето на голем број на зелени површини и засадувањето на дрвјата како една од мерките за заштитата на животната средина и на амбиенталниот воздух во градот Скопје. Тоа што го направивме во изминативе 4 години е навистина тоа се големи проекти. Еден од тие проекти е и овој паркот во општина Аеродром, во површина од 100.000 метри квадратни, заедно со општина Аеродром. Исто така паркот Македонија 1, Македонија 2, Македонија 3, паркот кој што е покрај булеварот Февруарски поход, парковите кои што се покрај булеварите во градот Скопје и на други места. Исто така засадивме 256.000 нови дрвца во изминатиот период во градот Скопје. Нема да застанеме тука, значи ќе продолжиме понатака во изборната програма. Исто така имаме како мерка против загадувањето и подобрувањето на амбиенталниот воздух исто така ќе имаме голем број на проекти за нови површини и нови садници во градот Скопје. Значи нов парк во изборната програма предвидено е подигнувањето на нов парк овде од овој постојниот парк према ФФМ, исто така во површина некаде околу 100.000 метри квадратни, нов парк во општина Карпош од Александар Палас, значи покрај Вардар, значи према Ѓорче Петров, целосна реконструкција на паркот, на вториот дел од градскиот парк по површина од 400.000 метри квадратни, при што ќе се реконструира и ќе се обнови целокупното зеленило, ќе се направи систем за наводнување, ќе се обноват патеките, ново улично осветлување, нова урбана опрема и чистење на езерцата во вториот дел на градскиот парк. Исто така имаме проект кој што ќе значи обнова на зеленилото покрај реката Вардар и правењето на џогинг патека, како и зелен појас покрај реката Серава. Исто така имаме предвидено да засадиме околу 500.000 метри квадратни нови зелени површини во градот Скопје за следните 4 години. Тоа е само една од мерките за подобрувањето на животната средина и подобрувањето на амбиенталниот воздух во градот Скопје. Понатака ќе имате можност да слушнете и за другите мерки против загадувањето животната средина во градот Скопје. Благодарам.